Почитувани граѓани, почитувани медиуми, на денешната седница на Советот на општина Чучер-Сандево донесовме одлука за прогласување на вонредна состојба во општината поради активните пожари кои ги имаме на подрачје на општина Чучер-Сандево веќе втор ден. Ваквата одлука ја донесовме поради тоа што во моментов се уште е сериозна и загрижувачка состојбата со пожарот кој избумна во реонот помеѓу селата Блаце и Чучер-Сандево се до село Кочевиште. Ситуацијата е сериозна, динамична и бара постојано вклучување на сите расположиви ресурси. Пожарот зафати густа, нискостеблеста и мешана шума на многу непристапен терен и силниот ветер дополнително го отежна неговото гасење. Она што ме загрижува и што сакам да го потенцирам и да алармирам е дека забележувам спора реакција на надлежните институции во однос на постапување за гасење на пожарот. Во вакви моменти секоја минута е важна и пресудна. Мојата цел на оваа пресконференција не е да критикувам, туку да алармирам. Вчера владата презентираше некаква подготвеност за справување со пожарите со хербелините. Зошто досега не се употребени? Или, поточно, јас на подрачје на општина Чучер-Сандево забележав само еден таков хербелин. Од вчера до сега се уште да не може да се стави под контрола пожарот кај Блаце и цело Чучер-Сандево. Поточно, во моментов имаме 3 активни пожари. И тоа на потегот од село Чучер кон село Блаце, вториот пожар ние на потегот помеѓу селата Глуво и Бразна и третиот активен пожар ние кај село Кочевиште во атарот на село Кочевиште. Алармирам на итна мобилизација. Како градоначалник на општината имам должност и обврска да се грижам за безбедноста на жителите. Затоа сега јавно апелирам, а ќе испратам и писма до сите надлежни институции, како што се ЦУК и Агенцијата за заштита и спасување, но и до невладините организации сите активно да се вклучат во гасењето на овој пожар. Барав во текот на денов и меѓународна подршка за која ми рекоа дека ќе ме контактираат дополнително, меѓутоа од 13 часот во текот на денешниот ден па се до денеска воопшто не ме контактира во врска со мојот предлог за барање на меѓународна помош. Пред 15 минути повторно стапив во контакт со сите лица кои се назначени за контактирање во врска со пожарот и понатаму сите 3 пожари се активни. До овој момент имаме изгорено 2 викенд куќи и неколку посеви на жито, но сигурно штетата е далеку поголема. Таа ќе се утврди откако ќе се локализира пожарот, а до тој момент повикувам пред се населението на смиреност и на активно учество во гасење на пожарот. Воедно сакам да се заблагодарам на сите градежни фирми кои што гравитираат и функционираат на општина Чучер-Сандево за нивната помош и активна вклученост во гасење на пожарите на општина на подрачје на општина Чучер-Сандево. Уште еднаш благодарам на сите оние кои како што се поединци, сите оние фирми, институции и пожарните екипи кои што учествуваа во гасење на пожарот и повикувам да истраеме се до крај, дур не ги локализираме сите овие 3 пожари. Уште еднаш големо благодарам за сите, а владата и институциите ги повикувам на поголема ажурност и да ни се помогне се она што како што доликува на една современа држава. Благодарам.